Во предвечерието на големиот ден, кога сиот словенски свет повторно ќе ги чествува животот и делото на светите браќа Кирил и Методи, имам чест да ви се обратам, давајќи свој скромен придонес во вечерашната свечена академија. Утрешниот празник не е обичен празник, ами ден кон кој треба да се однесуваме со должна почит и благодарност. Ден кон со своето значење навлегува во најчувствителните корени на нашето постоење и го апострофира еден од најсензитивните белези на нашиот идентитет. Ред е да се запрашаме кој ќе бевме денес и во која фаза на развој ќе ја теравме нашата живеачка, да не беа се словенските просветители, кои со плодно семе го посеја патот на писменоста, низ кој поминале и се уште минуваат генерации и генерации луѓе од словенскиот род. На тој начин тие ги просветлија душите на народите и ги избавија од темницата на дотогашните сознанија. Еволуцијата на настаните бележи епохален напредок, кога цртките и рецките биле заменувани со конкретни знаци, за да пред повеќе од 11 векови светите браќа ни ја остава поаманет глаголицата како прва словенска азбука, која потоа била поедноставена од нивните ученици Свети Климент и Наум, за оној првиот да го стокми сето она што денес го имаме на дар, а е наречено кирилица во чест на неговиот учител. И затоа творците на словенската писменост само навидум ги славиме на 24 мај. Ние тоа го правиме катадневно. Особено значајно е кога во процесот на примопредавање на знаењето во вашето училиште, светите браќа се дел од вашето секојдневие. И кога наставниците пишуваат на табла или во своите дневници, и кога учениците пишуваат во своите тетрадки или читаат од учебниците, секоја напишана или прочитана буква е чествување на се словенските просветители, Свети Кирил и Методи. Поради сето ова, мора да сме им вечно благодарни. Драги ученици и наставници, ако се согласивме дека светите браќа направиле револуционерен потфат со својата азбука, оставајќи непроценливо богатство за вечни времени, тогаш вам ви останува полесниот дел од задача. Да го чувате и негувате она што тие го оставиле. Нека ви е честит и вековит утрешниот празник.